Варнежите од снег за земјоделците се добар знак дека годинава ќе биде берикетна. На добар род се надеваат и одгледувачите на жито, но и на другите земјоделски култури. Велат снегот ќе ја зголеми влагата во почвата, а истовремено ќе се наполнат и акумулациите, што ќе значи дека ова лето проблемот со наводнувањето, но и сувите канали ќе биде минато. Вика, ако има снег, има берикет. Ако нема снег, нема берикет. Снего е еден филтер на климата, на воздухот, на растенијата ги спере, држи топ. Само еден податок, додек не беше па нас снего, житата беа жолти, секој се стопи снего, сите се разеленили, тие што не беа поникнани со сега од снего. Мислам дека поволно ќе влијае врз оризопроизводството, пред се, бидејќи ќе се зголеми водостојот на браната климанци, но ќе влијае и позитивно кон останатите житни култури кои што ги има во овој простор. И според експертите снегот е посебно значаен за есенските посеви, но благата зима со невообичаено високите температури треба да го вклучат алармот. На земјоделците им препорачуваат задолжителни контроли на посевите, бидејќи кај порано посеаните житни култури е забележан напад од инсектот црн житарец, кој го уништува плодот. Повеќето од нив кои што при контролата забележаа дека имаат штети од тој штетник, тој инсект, ларвата на тој инсект, веќе третира со одредени инсектициди, што од друга страна пак веќе го поскапува производството, но оние површини каде што не се поникнати се уште растенијата, дали е тоа пченица или јачмен, кај нив исто така треба да се води контрола. Минатата есен поради долгата суша, земјоделците не можеа да си ги подготват нивите, па сеидбата сериозно задоцни. Како за илустрација, во ноември најголемата житница во државата Пелагонија беше засејана само 1/3 од планираните површини. Пролонгирањето на роковите и временските услови го намалуваат квалитетот, носат ризици за појава на болести, со што прават сеидбата за земјоделците да биде се поскапа.